Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. По кратката најава за дневните настани започнуваме веднаш. Останете со нас. Катица Јанева со давање на заклетва ја презеде должноста специјален јавен обвинител. Рускиот пазар ќе ја развива месната индустрија во Македонија. Возачите го свртеа првиот круг на кружниот тек кај Евона во Велес. Специјалниот обвинител Катица Јанева формално ја презеде новата должност со давање на свечена заклетва пред Советот на јавни обвинители. Јанева доцна синоќа беше едногласно избрана за специјален јавен обвинител од страна на Советот на јавни обвинители по предлог на Собранието. Новоизбраниот специјален обвинител Катица Јанева денеска даде свечена заклетва пред Советот на јавни обвинители, со што и формално ја презеде новата должност. Таа им се заблагодари на сите политички и меѓународни фактори за изборот за јавен обвинител. Исто така се заблагодари и на Советот за која и беше изгласана за специјален обвинител. Јанева даде заклетва дека ќе ги превземе случаите што се во нејзина должност и ќе започне со работа. Денеска седам пред вас сама, а за еден месец ќе ме видите со мојот тим позади мене како ќе ги превземеме случаите кои се во надлежност на специјалното јавно обвинителство и ќе почнеме со работа. Советот на јавни обвинители доцна синоќа на предлог на Собранието едногласно ја избра Јанева за специјален јавен обвинител, со што се испочитува крајниот рок предвиден со договорот од Пржино за надминување на политичката криза. Јанева ќе има задача да ги гони кривичните дела кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникации. Катица Јанева доаѓа на новата должност од местото обвинител во основното јавно обвинителство Гевгелија, каде што работеше од 2003 година. Во текот на овој месец ќе биде објавен нов оглас за средства за фондот за иновации, каде ќе се инвестираат 3 пати повеќе средства од минатата година. Ова денес го истакна премиерот Никола Груевски. Тој потенцира дека во наредните 3 месеци ќе бидат инвестирани 1,8 милиони евра. Скоро заврши стариот оглас. На 16 компании се доделија средства и тие веќе почнаа да ги користат средствата. Сега следува овој месец, септември, нов оглас за нови средства. Значи, преходно беа инвестирани 458.000 евра. Сега ќе бидат доделени 1 милион и 300.000 евра. Значи, речиси 3 пати повеќе отколку во првиот оглас. Овие средства ќе бидат искористени дел од нив за стартап компании и спин-оф компании, околу 300.000 евра. 400.000 евра ќе одат за трансфер на технологии и останатите 600.000 евра ќе бидат наменети за комерцијализација на иновациите. Дополнително, до крајот на оваа година уште 500.000 евра ќе бидат инвестирани за акцелератори на новите компании кои што имаат иновации, кои што добиле поддршка од државата, кои што треба да го забрзаат нивниот развој. Рускиот пазар се отвара и за домашните месни преработки. Во Македонија моментално работат 8.000 луѓе во процесот на производство на свинско месо, а оваа бројка може и драстично да се зголеми. Мик Свети Николе е првата македонска компанија која своето производство ќе го пласира на рускиот пазар. Во Македонија во моментов 8.000 луѓе работат во процесот на производство на свинско месо. Оваа бројка многу брзо може да се случи драстично да се зголеми. Рускиот пазар се отвори за домашните месни преработки. Мик Свети Николе е на добар пат да биде првата македонска компанија која своето производство ќе го пласира на големиот пазар. Затоа неопходно ќе биде обезбедување на многу поголема количина на свежо свинско месо, кое компанијата го обезбедуваат своите кооперанти. Секој фармер кој има континуирано производство, кој што сака да има сигурен пласман, еве шанса со нов договор кој што на тој начин мислиме дека ќе обезбедиме барем почетна иницијативна, бидејќи Мик Свети Николе можеби е голема компанија за македонски услови, но за рускиот пазар ние сме многу мали. Сигурен пласман и можност за зголемување на бројот на тобеници.
Вака на можноста Мик Свети Никола да извесува на рускиот пазар гледаат малите фармери. За ресорното министерство и понатаму приоритет ќе биде овозможувањето домашното производство да завршува на странскиот пазар. Кинуваат оние бариери што беше за извоз во Европската унија, работиме и на тоа да го кинеме да добиеме дозволи за извоз на пилешко месо, кој што знаете сега е забрането, за свинско месо исто така е забрането, така да што гледате имаме доста врски ние како министерство, како влада што треба да ги завршиме, но секако дека треба да работиме и на тоа, она што го и вие поставивте како прашање, да најдеме начин како тоа што ќе се побара од нас да можеме да го обезбедиме. Зголемениот извоз на месни преработки ќе создаде потреба од повеќе работници во индустријските капацитети. Веќе објавивме оглас за нови вработувања од 15 ново вработени, инаку со формирањето на втората смена тоа ќе бидат веројатно околу 150 вработени. Така да камо среќа да ако се исполнат останатите предуслови, дека тогаш секако ќе размислуваме и за трета смена. Овошјето и зеленчукот се производи кои досега најмногу се продаваат на рускиот пазар. Пред да стасаат месните преработки на овој пазар, ќе се продаваат млечни производи, произведени во македонските млечни индустријски капацитети. Тековно потрошените средства во земјоделството во август годинава во споредба со истиот месец лани бележат намалување за 6,9%, додека средствата за инвестиции се зголемени за 1,2%. Според Државниот завод за статистика во делот Output, цените на растителното производство се намалени за 3,4%, а за добиточно производство за 2%. Цените во земјоделството во август 2015 година во однос на истиот месец лани кај инпутот се намалени за 5,7%, а кај аутпутот за 2,9%. Започна чистењето на коритото на реката Бабуна во близина на селото Долно Врановци, поради штетите кои беа направени од страна на обилните дождови оваа пролет. Населението задоволно поради овие активности на надлежните. Ќе се чисти на 8 критични места, акцијата се спроведува во соработка со неколку државни институции. Започна чистењето на коритото на реката Бабуна во близина на село Долно Врановци. Оваа пролет надојдената вода од обилните врнежи поплави голема површина земјоделско земјиште и направи голема штета. Локалното население е задоволно од овие активности на надлежните. Се надеваат на поголема заштита од поплави. Ова е одлично, супер. За нас е многу добро. Ама требаше ова порано да се направи. Додека беше помала реката и полесно ќе беше. И сега не е касно. Тука имаме нива, ни ја однесе половина. Таму од таа страна имаме нива 3,5 декара, пола ја нема. И сега сакаме, ако не малце да се заштити. Значи досега многу пати река не носеше и сега ова е првиот пат како општина презеде големи чекори да се санира овие работи, значи што на вистина вреди и за многу подолго време. Оти прибдечи имаме тука ниви и ги однесе нивите наши, однесе од река стално го менјава корито. И сега ако се направи овој проток, ако се направи, значи на вистина ќе биде нешто што стварно вреди. Механизацијата е на терен. Ке се чисти на 8 критични места, вели градоначалникот на општина Чашка Горан Чопановски. Акцијата се спроведува во соработка со неколку државни институции. Ние имаме соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, со Центарот за управување на кризи и договор направен со Министерството за животна средина. Јас сакам да кажам, многу сум им благодарен и за пред 2 години на Министерството за одбрана, на Генералштабот, кој што ни помогна во еден најтежок момент, кога мостот кај Теово, кој што е тука во близина од 1 километар, имаше сериозен проблем не само за мостот, туку и за регионалниот пат од Велес со води кон Богомила. Благодарение на реакцијата, тоа кошта некаде околу 40.000 евра, кои што тие луѓе ни помогна и денес еве сега е прооден патот и немаме никакви проблеми. Моментално се отстранува вегетацијата како и земјата која што е наталожена и прави проблеми со излевањето на водата. Чистењето се врши врз основа на претходно извршена проценка на кои места е најкритично, каде има можност од излевање.
Градежните работи на кружниот тек кај Вона во Велес се интензивираат. Возачите го свртеа првиот круг. Ова е трет кружен тек во Велес, поној во центарот на градот и оној на влезот во градот кај спомен Костурницата. Возачите го свртеа првиот круг на кружниот кај Јавона. Градежните работи се интензивираат. Оној во центарот на градот и на влезот кај спомен Костурницата. Велес го добива третиот кружен тек. Според локалната самоуправа, сите анализи покажувале дека за побезбеден сообраќај на овој дел од градот, ова е најдоброто решение. Кружниот тек е многу добра работа за возачите. И би требало да биде завршен за некое време. Треба да биде подобро, само ќе биде проблем за поголеми автобуси. Кругот е многу голем. Зимно време секој втори ќе го носи надоле. Оти е стрмно, мала голомразица и ќе го носи. Се реши голем проблем. Гужва беше. Вака е подобро. Кружниот тек според планот за градба треба да биде готов до крајот на наредниот месец. Околу 6 милиони денари. Толку пари ќе потроши општина Велес за ова сообраќајно решение. Жените албанки и ромки се недоволно вклучени во политичкиот и општествениот живот. Токму затоа Европската унија заедно со ресорното министерство во наредниот период ќе спроведуваат проект преку кој ќе се идентификуваат слабостите, но ќе се предлагаат и мерки кои се неопходни за надминување на состојбата. Родовата еднаквост е предуслов за поголеми социјални права. Жените се недоволно вклучени и во политичкиот и во општествениот живот, а тоа најмногу се гледа во средините во кои доминира албанското и ромско население. За таа цел во Македонија ќе почне да се имплементира проект посветен на родовата еднаквост, финансиран од Европската унија. Овој проект на Европската унија ќе го работиме заедно со ресорното министерство. По наредниот период ќе се идентификуваат бариерите и мерките кои се неопходни за да се надминат слабостите. Проектот ќе придонесе за јакнење на законот за еднакви можности, но и акцискиот план за родова еднаквост. Родовата еднаквост е предуслов за постигнување социјална правда и е во интерес не само на жените, туку на целото општество, вели министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Токму овој проект кој денес го промовираме, очекувам да го забрзи и да дополни тој процес, односно да се унапредат капацитетите на институциите во почитувањето и спроведувањето на родовата еднаквост, како клучни човекови права и основни слободи. Дополнително, како секундарна цел, зајакнувањето на постоечките законски решенија, политиките, програмите поврзани со почитување на принципот на недискриминација и човекови права. Она што јас како ресорен министер го очекувам од исходот од примената на овој проект е зголемување на одговорноста на оние кои што се одговорни и клучни во креирање и спроведување на политики за родова еднаквост на национално, меѓутоа и на локално ниво, односно за соодветно разбирање на родовата еднаквост и препознавање на истата како дел од основните човекови права за вработените во институциите на државно и локално ниво, но исто така и за општата јавност. 900.000 евра, пари од Европската унија, ќе се потрошат за поддршка на жените и унапредување на нивните права. Свечено одржан првиот академски час на Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Бруцошите ги добија студентските индекси, а професорите им посакаа успешен старт на академската година. И оваа година делумно исполнети квотите за редовни и вонредни студенти на двете студиски програми. Технолошко-техничкиот факултет во Велес свечено го одржа првиот академски час. На новите бруцоши им беа доделени студентските индекси и им беше посакан успешен старт на учебната година. Тие се дел од двете студиски програми кои ги нуди факултетот: нутриционизам и прехранбена технологија и биотехнологија. Од деканатот велат дека бројката на запишани студенти е задоволителна и делумно се исполнети квотите за редовни и вонредни студенти. Значи на нутриционизам насоката имаме запишано 23 редовни студенти, 10 вонредни студенти, а на насоката прехранбена технологија ни се дозволени само редовни студенти и запишавме 20. Значи во Велес имаме 53 студенти. Но не е само Велес, бидејќи факултетот има дисперзија во Кичево и во Битола, и таму имаме задоволителна бројка, при што во Битола се пополни квотата од 40 студенти и во Кичево ја пополнивме квотата од 35 студенти. На првиот академски час студентите се запознаа со професорите кои ги советуваа како успешно да ги минат академските години.
Тие ќе студираат по европски кредит трансфер систем, а двете насоки предвидуваат 4-годишна студиска програма. Над 100 се дипломирани заради тоа што обстојуваме во 3 града и секојдневно се зголемува бројот на дипломирани, но радува фактот што веќе излегуваат и првите магистранти. Во понеделникот беше одбраната на првата магистерска дисертација, се надеваме дека ќе имаме многу, така што не само кадри од прв циклус, туку факултетот произведува кадри и од втор циклус на студии. За потребите од стручни кадри кои ги создава факултетот, говори фактот дека голем дел од нив веќе успешно го трасирале патот до првото работно искуство. Општина Демиркапија започна со организирање на буџетски форуми како дел од програмата Форум на заедницата со цел транспарентно подготвување на буџетот за наредната година. Со цел транспарентно подготвување на буџетот за наредната година, општина Демиркапија започна со организирање на буџетски форуми како дел од програмата Форуми на заедницата. Оваа активност е финансирана од Швајцарската агенција за развој со работка. До крајот на годината ќе се одржат 5 од планираните 6 форуми, на кои покрај општинската администрација активно ќе земат учество и представници на невладини организации, урбани заедници и спортски друштва. На форумските сесии граѓаните ќе имаат можност да се запознаат со приходите и расходите од буџетот на општината, а воедно и да даваат предлози за проекти со кои ќе се подобрат социјекономските услови во сите населени места во општина Демиркапија. Македонија и Србија ќе бидат вклучени во европското решение на мигрантската криза. Трошоците на државата се зголемуваат со приливот на илегални мигранти. Јолевски на средба со извршниот директор на ЕПА Хорхе Димек. Европската унија ќе ги вклучи Македонија и Србија во големото европско решение што Брисел го подготвува во однос на мигрантската криза. Еврокомесарот за внатрешни работи и миграцијски прашања Димитрис Аврамополус во Брисел го прими македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски, на кого му ја пренесе оваа одлука на неформалната влада на Унијата. Македонскиот шеф на дипломатијава утринава имаше составноки со генералниот секретар на Европската служба за надворешни работи Ален Лероа, кој му ги пренел истите пораки кои Поповски потоа ги доби од поранешниот грчки министер за надворешни работи. На овие средби најмногу се разговараше околу тековната мигрантска криза. Она што беше упатено како порака по денешните состаноци во комисијата е дека гледаат начин на кој би се дал европски одговор. Во прва линија со концентрација на земјите во кои првпат влегуваат мигрантите и во втора линија со договор во кој тежината на проблемот ќе се распредели по сите земји. За Македонија најзначајно е како земја кандидат да биде вклучена во тие решенија и финансиски и технички на терен, а за тоа од Европската комисија пораката беше дека дефинитивно ќе бидат земени предвид и Македонија и Србија, истакна министерот Поповски. Тој додаде дека не смее да се промени политиката во која Европа ќе ги ужива слободите на движење и слободите на давање на помош на оние кои навистина се загрозени. 800.000 евра месечно троши Министерството за внатрешни работи како дополнителна сума откако во земјата има вонредна состојба со бегалската криза. Дополнителни средства периодот трошат и Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за одбрана и локалната самоуправа. Трошоците на државата се зголемуваат со приливот на илегални мигранти кои влегуваат во земјава. На состанокот во Виена во август беше одлучено 2 милиони евра да бидат доделени на балканските земји за да се справат со бегалската криза. Тогаш министрите на Србија и на Македонија се изјаснија дека таа сума не е доволна и дека овие земји трошат милионски суми дневно за справување со проблемот. Интензивирање на соработката со Европската Унија на полето на одбраната ќе представува бенефит и комплементарен чекор на заложбата на Република Македонија за унапредување на интероперативноста како со НАТО, така и со Европската Унија, истакна министерот за одбрана Зоран Јолевски на денешната средба со извршниот директор на Европската одбранбена агенција Хорхе Домек.
Дополнително Јолевски потенцираше дека Република Македонија ги споделува заедничките вредности на Европската Унија. Како земја кандидата за членство, активно придонесува во заедничката безбедност и одбранбена политика на Европската Унија. Трансформацијата на армијата на Република Македонија е во насока на професионална и ефективна армија, секогаш подготвена да одговори на предизвиците, компатабилна со армиите на земјите членки на Европската Унија. Домек изрази задоволство за заложбите на Република Македонија да се приклучи на агенцијата и воедно даде слика за начинот на кој земји кои не се членки на Европската Унија може да соработуваат со Европската одбранбена агенција. Поради бегалската криза, Австрија воведе гранични контроли. Меѓународната автобуска станица во Истанбул окупирана од огромен број мигранти. Најмалку 16 лица загинале во поплавите во американската сојузна држава Јута. Вести од светот. Австрија поради бегалската криза од полноќ воведе гранични контроли. Истокот и југот на земјата се тежиштето на контролите, а соодветна уредба владата донесе во согласност со шенгенските правила, кои дозволуваат времено воведување гранични контроли. Контролите се воведени на унгарската, италијанската и словенечката, како и на словачката граница. Интензитетот на контролите, како што истакнува австриското МВР, ќе се ограничи на потребната мерка за обезбедување сигурност. Граничните контроли беа потребни поради масовниот бран припадници на трети држави, за да се спречи загрозување на јавниот ред и внатрешната безбедност. На полицијата во контролите ќе и помага и војската. Министерката за внатрешни работи Јохана Микл-Лајтнер објасни дека контролите се важен сигнал во светот, дека е невозможно да се има неограничен имигрантски бран. Огромен број мигранти ја окупираат меѓународната автобуска станица во Истанбул. Според турски медиуми, околу 2000 лица се во очекување да тргнат кон западните граници на Турција со Грција и Бугарија. Полицијата не им дозволува на автобусите со имигранти да патуваат, при што тие седнале на земја во исчекување да заминат. Други групи имигранти поставиле шатори кај магистралата за Капакуле во близина на градот Едрене. Турските власти не им дозволуваат да пристигнат до граничниот премин за Бугарија и Грција, но и покрај тоа тие одбиваат да се вратат во обратна насока, надевајќи се дека ќе им дозволат да преминат во Грција или Бугарија и оттаму во Европа. Големи групи бегалци од Сирија и Ирак тргнале пеш од Истанбул за Едрене, откако турската полиција запре патнички автобуси за тој реон во обид да запре неколку стотици мигранти кои сакаат да пристигнат до Бугарија или Грција преку копнените граници. Најмалку 16 лица, вклучувајќи и 6 деца, загинале во поплавите во американската сојузна држава Јута, информираа локалните власти. Спасувачките служби трагаат по луѓето кои исчезнале во разурнувачките поплави, во кои загинаа најмалку 12 лица. Само 3 лица се спасија, откако поплавите однесоа 2 автомобила со 16 патници, 3 жени и 13 деца во непосредна близина на градот Хилдейл. Сите спасени се деца. Хилдейл е изолирана заедница во која се наоѓа полигамната секта на Ворен Джефс, забележуваат американските медиуми. Телата на 4 лица беа откриени во националниот парк Зајон, што се наоѓа во близина. Тројца туристи се прогласени за исчезнати по ненадејното покачување на водите. Јотовски со победа, а Ѓорчевска со пораз во Подгорица. Започна ракометната лига на шампиони. Вардар и Металург во нова европска мисија. Домашен спорт. Вечерва започна ракометната лига на шампиони. Вардар и Металург во нова европска мисија.
Македонија повторно ќе има двајца чувари на своето достоинство, иако овој пат со различни улоги. Вардар како шампион ќе игра во групите кои важат за елитни, а Металург е носител во една од групите со помал рейтинг. Сепак целта е иста, да се победат што е можно повеќе противници и да се опстане што е можно подолго во Лигата на шампионите. Јане Сандански очекува вистинска парада над звезди. Барселона со Кирил Лазаров ќе ја брани европската круна. Математиката која носи новиот надпреварувачки систем ќе биде поинаква. Вардар ќе брка 6-то место за 8 на финале, а Металург второ за да игра бараж за истата фаза. За првите мечеви на нашите представници ќе почекаме до викендот. Металург игра на гости Мотор сабота во 18:30 часот, а недела Вардар му гостува на Монпелие во 17 часот. Актуелниот шампион на Македонија, Вардар, ќе игра против Работнички на 23 септември на националната арена Филип II, каде ќе се соочат во надпревар за Суперкуп трофеот на Македонија. Голманот на Вардар, репрезентативниот капитен Томе Пачовски, вели дека Работнички е вистински предизвик за неговиот тим, посебно сезонава кога екипата од Ебар Маало одигра неколку одлични надпревари во Лигата на Европа на УЕФА. Желбата е присутна и ки двата тима. И играчите на Работнички го сакаат пехарот, и играчите на Вардар. Се очекува надпреварот да биде интересен и неизвестен до самиот крај. Најдобриот македонски тенисер Томислав Јотовски со убедлив триумф без загубен гем го почна настапот во сингл на фјучерсот во Ниш. Јотовски го совлада Игор Баничевик од Србија. Тој во следното коло ќе игра против Лука Илик исто така од Србија. Македонската тенисерка Алина Ѓорческа ги заврши настапите на турнирот во Подгорица, откако во рамки на второто коло загуби од српската тенисерка Доротеа Ерич. Ѓорческа се држеше во првиот сет до резултат 3:3, а потоа загуби 3 гема поред за пораз од 3:6. Во вториот пак противничката направи уште 4 брейка за конечни 1:6. Македонската тенисерка останува во игра за титула во Подгорица, во двојки каде е прв носител. Ѓорческа во рамки на второто коло заедно со партнерката од Турција, Мели Сезер, играат против Маринковик од Србија и Пигоси од Бразил. Вечер во 8 нови средби од првото коло на Лигата на шампионите. Дерби на вечерта, дуелот меѓу Барселона и Рома. Клубовите од Манчестер со пораз го стартуваа настапот во Лигата на шампионите. Франција во полуфинале со Шпанија на Европското првенство во кошарка. Најдобрите од Европа вечерва ќе го комплетираат првото коло од Лигата на шампионите. Европскиот првак Барселона на Олимпико во Рим против Рома ќе го игра дербито на вечерта. Каталонците се актуелни освојувачи на трофеот и повторно се вбројуваат меѓу најсериозните кандидати за тронот во новата сезона. Се очекува интересен дуел со оглед на добрата форма која Рома ја покажа во досегашната игра во националниот шампионат. Почетокот на сите надпревари е во 20 часот и 45 минути. Двата клуба од Манчестер со пораз го стартуваа настапот во Лигата на шампионите. Со голот на Мемфис Депај, Юнајтед победа на гостувањето во Ајндховен, но ПСВ со головите на Ектор Морини и Лусијано Нарсинг стигна до голем триумф од 2:1. Дефанзивецот на Манчестер Лук Шо поради сериозна повреда пред време го напушти овој меч. Манчестер Сити пак иако со автоголот на Киелини победа на Етихад, Манџукик и Мората со пресврт од 1-2 донесоа победа на старата дама. Карим Бензема ја отвори серијата голови, а заедно со Роналдо со хет-трик кој имаше 2 погодоци од белата точка и еднаш од игра, му ја донесоа лесната победа на Реал Мадрид на Сантијаго Бернабеу. Пари Сен-Жермен со головите на Анхел Ди Марија и Едисон Кавани обезбеди стартни 3 бода во групата А против екипата на Малме. На стартот од Лигата на шампионите, Атлетико Мадрид стигна до гостински триумф откако со 2 гола на Антоан Грижман го совлада Галата Сарај. Домашни триумфи славеа и Бенфика, Севилја и Волсбург.
Репрезентацијата на Франција се избори за трето полуфинале во низа на европските првенства, откако синоќа во четвртфиналето во Лил ја победи Летонија со 84-70. Триколорите ја оправдаа улогата фаворит во четвртфиналето, но Летонија се покажа како сериозен ривал и во поголемиот дел од првото полувреме имаше водство. Во финишот на вториот период, Тони Паркер реализираше серија од 9 поени, по кои Франција победе и водството го зачува до крајот на надпреварот. Паркер со 18 поени беше најефикасен, додека уште 4 негови соиграчи постигнаа двоцифрен број поени. Кај Летонија Кристапс Јаниченокс постигна 16 поени. Во првото четвртфинале Шпанија ја победи Грција со 73-71. Полуфиналето меѓу Франција и Шпанија ќе се игра утре. Денеска на програмата се четвртфиналните дуели Србија, Чешка и Италија, Литванија. Поразените репрезентации од четвртфиналето ќе разигруваат за пласман од 5-то до 8-то место. Денеска имавме уште еден топол и сончев ден. За утре се очекуваат високи температури. Еве ги деталите. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.